Разурнати згради, мртви тела, очај, страв и неверување. Ова се сцените од Турција и Сирија кои на 6 февруари годинава ги погоди катастрофален земјотрес од 7,8 степени по Рихтер и однесе близу 70.000 животи. Скептиците прашаа зарем е можно ваков катастрофален земјотрес да настане природно. Снимката од мистериозната сина светлина за време на потресот ги преплави социјалните мрежи и медиумите. Таа чудна појава ги засили шпекулациите дека земјотресот е вештачки предизвикан. Социјалните мрежи вриеа. Ова е казна за Турција и претседателот Ердоган. Тој го блокира проширувањето на НАТО со Шведска и Финска и му помага на Путин во војната со Украина. Америка и Запад употребиле тектонско оружје за предизвикување земјотреси – ХАРП. Несреќи, природни катастрофи, војни, убиства, атентати, пандемии. Секаде каде што има човечки жртви и мистерии, се раѓаат теории на заговор. Да ве подсетиме на пандемијата. Кој го подметна коронавирусот? Кинезите во лабораторијата или американците преку 5G технологијата? Имаше ли микрочипови во вакцините против COVID, за да не контролираат? Теориите на заговор служат за масовна манипулација со јавното мислење. Најчесто за политички, бизнис или геополитички интереси. Оние што ги шират веруваат дека моќни сили, заговорници, тајно ги манипулираат настаните или состојбите. Ништо не се случува случајно. Ништо не е како што изгледа на прв поглед и се е поврзано. Светот се дели на добри и лоши луѓе, при што се разбира управуваат лошите. Неколку семејства не контролираат. Până când am trăit să asistăm și la producerea de cutremure la comandă. Така и земјотресот во Турција предизвика лавина од теории на заговор. Сите нив ги сублимира видеообраќањето на романската сенаторка од крајната десница, Диана Шошача, од 12 февруари 2023 година. За да докаже дека земјотресот е намерно предизвикан, сенаторката во видеото почнува да набројува шокантни информации. Секој следен потрес бил посилен од претходниот. Употребено е геолошко оружје за предизвикување земјотреси. Земјотресот немал епицентар, туку линија со илјадници потреси. 10 западни земји ги повлекле амбасадорите од Турција 24 часа пред земјотресот. Ако се вистините овие шокантни тврдења, откриваат монструозен заговор. За среќа, тоа се вешто спакувани лаги во следниве техники за манипулација. Злоупотреба на мистерии. Теориите на заговор се хранат со мистерии. Чудната сина светлина неколку секунди пред земјотресот е навистина морничава. Конспиролозите велат неприродна појава и доказ дека земјотресот е предизвикан. Сепак, сеизмолозите документирале таква појава уште во 17-тиот век и се забележува најчесто во разорните земјотреси, како оној во Мексико во септември во 2021 година, но и други земјотреси во Чиле и Нов Зеланд. Тоа е сеизмичка светлина. Страшило за лаици. Научните проекти како ХАРП се обвиени со велот на тајната и затоа е многу лесно околу нив да се направи приказна дека имаат моќ да предизвикаат масовни природни катастрофи. Но научниците тврдат дека системот ХАРП е наменет за испитување на јоносферата и нема можност ниту да ги менува временските прилики, а уште помалку да предизвикува земјотреси. Слично е и со осцилаторот со висока фреквенција што го измислил Тесла. Со него тој навистина предизвикал мал површински земјотрес во Њујорк, но тој е недоволно силен да ги раздвижи тектонските плочи. Теоретичарите на заговор измислуваат шокантни докази за да бидат поубедливи. Например, измислено е дека земјотресот немал епицентар, а епицентарот е веднаш лоциран 37 километри северозападно од градот Газинтеп.
Исто така, измислено е дека афтершоковите биле посилни од првиот удар, а сепак сите до еден биле со послаб интензитет. Измислиците за жал можат да предизвикаат паника. Случајни совпаѓања. Неколку дена пред земјотресот се случи 9 европски држави да ги затворат своите конзулати во Истанбул за прием на странки, а некои од нив да издадат и предупредување за своите државјани да не се движат во некои подрачја во Истанбул. Причината која ја наведоа е опасност од тероризам, како одмазда за палењето на Куранот во Шведска и во други европски земји. Сепак ниту една земја не ги повлекла своите амбасадори од Турција. Во прашање беше случајно совпаѓање на настаните. Веста дека земјотресот во Турција е вештачки предизвикан, очигледно е груба манипулација за политички цели. Класична теорија на заговор. Проблемот е во тоа што секогаш ќе има луѓе кои веруваат во теориите на заговор, дури и кога тие ќе бидат разобличени со докази од научни авторитети, иако се смета дека и научниците се дел од заговорот. Што да се прави? Теориите на заговор ќе продолжат да се шират, но како и за секоја неверојатна информација, наше е да ги проверуваме фактите. Да веруваме во она што можеме да го потврдиме од повеќе различни извори и да бидеме свесни дека за време на војна, политички или геополитички судир секогаш страда вистината. Најважно е да останеме критични и да не учествуваме во натамошното ширење на теориите на заговор. Затоа, обидете се да ги препознаете следен пат кога ќе читате некоја вест.